би требало на Zoom линија да имам професорката Елизабета Шелева, нашиот познат литерарен критичар, автор, професор по сите овие книжевнички предмети, но исто така и член на независните писатели на Македонија и на Пен клубот во Македонија. Госпоđo Шелева, добро утро. Добро утро, Сашо. Еве да честитам 8 март, иако денеска е така и символиката е таква. Имам јас и пријателки кои велат мене ми треба честитки 365 дена во годината, не само на 8 март и така. Не знам каков е вашиот став, но во секој случај да ви пожелам и добро здравје и убава година. Тоа е секој пат добре дојдено да го посакате. Знам дека ви издвоекуваме малку од еден контекст, бидејќи вие и вчера и денеска сте на една голема конференција каде што и говорите и така натаму, каде што во Пен, ако не се лажам, тоа е Светското здружение на писатели, се разговара за сите состојби во кои што се најде, би рекол, не само културата, литературата и така натаму, туку веројатно и пошироко од тоа со сите овие случувања на политичкава, безбедносната европската сцена. Да ве прашам, зашто разговарате? Се спомнува ли кризата? Што се позициите ваши и на вашите колеги? Се одржува, значи, денес и вчера годишен состанок на Комитетот за жени писатели при меѓународниот Пен, тоа е здружение кратенка од поети, есеисти, новелисти. Насловот, слоганот на оваа годинашна конференција е "Нашето пишување е нашиот отпор". Ова што прашавте околу Украина и војната во Украина вчера најде посебно место на дневен ред на оваа конференција, бидејќи по отварањето, кое траеше многу кусо, инаку во Лондон се одржува, како што ви реков, прва настапи турската писателка Асли Ердоан, позната како притвореничка цели 4 месеци од страна на режимот на Ердоган, поради несогласување нели со неговата политика, и која што е врвен писател, но и физичар, која работеше во Институтот за нуклеарна физика во ЦЕРН, Швајцарија. Таа тогаш во својот говор рече дека пишувањето, писмото е отпор, но и глас на жртвата. Веднаш после неа настапи писателката, професорка од Украина, со една, можам да кажам, многу луцидна, многу концизно, меѓутоа и потресно срочена порака од нејзиниот роден град Лвов. Нејзиното име е Ирина Старовој, која што за цело време зборуваше за женската димензија на оваа катастрофа од војна што се случува сега таму, и дека првите жртви на војната секој пат се жените и децата, но потоа акцентот го даде на културата, правото на култура, што треба да го имаат сите, односно и жителите на Украина, и при тоа се осврна критички на еден момент дека рускиот културен наратив не само сега, туку и во минатото се обидел да ги препокрие културните дострели на Украина, нејзините големи писатели, автори, сликари и така натаму, и на крајот даде апел да биде злото, нели, на некој начин не само осудено, туку и казнето. Морам да кажам дека вчера беше присутна представничка и представник од рускиот Пен центар од Москва. И двајцата пратија своје обраќање, односно се искажаа против, извинете, вода морам да земам, значи се искажаа против војната во Русија, се искажаа против обидите за цензура таму во медиумите, за да не се открие пошироко што се случува со Украина, и ни дадоа некои линкови за да прочитаме изборно од прва рака, за тој страв, нели, да случајно, не протечат непожелните информации од фронтот во Украина. Шелева, сакам во тој контекст да ве прашам, ако ми ја дозволите, бидејќи Пен е една организација меѓународна која знаела да има, да артикулира и
posebna odgovornost kога се работи за вака чувствителни, да кажем, ситуации во светот кои не се неопходно врзани само со тоа што се занимаваат поетите, есистите и новелистите, се разбира. Сметате ли вие лично дека е можеби преголем притисокот врз руските уметници, врз руските, како да кажем, творци, да се бара тие во овие сега тешки моменти за Украина, но работите ескалираат со непредвидливи, да кажем, домени и граници до каде ќе одат, да тие да имаат став јавно да се искажат што мислат и така натаму, или мислите дека треба да се остават луѓето по свое наоѓање да проговорат за тоа што го мислат за се ова што се случува, без при тоа да бидат прозивани и да бидат на известен начин принудувани да зазимаат страна и така натаму. Дали е ова време кога и вашите колеги може да немаат страна? Искрено ќе ви кажам, од она што го следам, а многу следам на повеќе нивоа и, да кажам, медиуми и облици, руските уметници, интелектуалци, професори, научници, самите чувствуваат природна потреба да застанат на страната на мирот. Сега зборуваме за базичното право на мир, за базичното човеколюбие. Некој од нив, без било од каде да бидат прозивани, самите праќаат такви апели и се потпишуваат. Ако ми дозволите, ќе кажам дека во неделата се одржа еден фантастичен културен настан во Берлин, во Германија, на стена на плоштадот Бебел, каде што настапија изворено важен број на писатели, интелектуалци, меѓу нив, да речеме, беше Нобеловката Светлана Алексеевич, која што е по потекло од Украина, но беше и Нобеловецот Марио Варгас Љоса, кој се обрати, како што се обрати исто така и Тимоти Гартон Еш, а и се обрати Ноа Јувал Харари, познатиот историчар од Израел, кој што сите на еден многу културен начин, достоинствен, цивилизиран, зборува за правото на Украина на мир. Исто така морам и ова да го кажам. Уште на 27 февруари, 3 дена по почетокот на војната во Украина, од Центарот за женски студии во Загреб, Хрватска, упатија еден апел за мир, кој што е од страничка и пол составен, тие како земја членка на Европската Унија, значи самите жени, односно професорки, новинарки, писателки и така натаму, побара од хрватската влада да се завземе за овој мир. И верувајте, во рок од неколку дена, веќе имаме над 200 потписнички на овој апел за мир. Се разбира, јас се потпишав, бидејќи ме контактира, како што ги контактираа сите центри за женски студии во регионот. Меѓутоа се приклучија и од Русија. Нашите колешки со кои сме учествувале на заеднички конференции, средби, активности, Мадлина Тлостанова, една од нив. Сакам да речам, никој не побарал од нив експлицитно изјаснување, но доколку се автентични интелектуалци и по дефиниција хуманисти, моите руски колеги се разбира дека стојат на страната на човеково во тој контекст, право. ако ми дозволите за крај да ве прашам, каква е во таа смисла состојбата во Македонија? Мислите ли дека и во Македонија е доволно артикулиран тој став, таа потреба, таа, како да кажем, без прозивање и без притисоци, барем вашите колеги, луѓето кои припаѓаат на овие сфери во кои што вие се движите, да излезат со таков вид на став? Сега допрете едно многу интересно прашање. Конкретно би се навратила на една изворена колумна, што пред неколку дена ја објави Кица Барџиева Колбе како колумнист на Дојче Веле, во која што колумна повторно таа се изрази околу прашањето на авангардата, уметничкото струење на 20-тиот век што направи пресврт во културата, дали е таа руска или украинска, значи се завзеде за правото на фактите, на вистината и така натаму, значи таа си го кажа ова пред се од еден аспект на културни, естетски и уметнички факти и вистини. За останатите колеги не можам нешто по-детално да ви кажам, еве ви реков за себе, се вклучив во овој апел за мир, се потрудив да го дистрибуирам што подалеку, тој е веќе закачен на страницата на коалицијата Маргини и на некои други наши невладини организации. Мислам дека постои огромна опасност да се направат
политички поени и некако вид на, ако добро ме разбирате, прагматизам во ова промислување про и контра. Зборувам за нашиот локален сега контекст, што би било крајно несоодветно, бидејќи ви реков, поред ова што го видов на тој настан во Берлин, има место за една сосема повисока, односно похумана димензија да му се даде на... Елизабета Шелева, морам тука да ве прекинам, ви благодарам за ова изворено вклучување, баш сите овие прашања за кои што и вчера се слушнавме, беше важно да го чуеме и вашиот став, па се надевам и во студио да се видиме во наредните недели, бидејќи ова е сепак една посредувана комуникација, за ова може би сепак се говори подобро во една непосредна комуникација. Само една реченица, значи овој апел за мир и оваа програма од ПЕН, женскиот комитет, јас како линкови можам да ги споделам на вашата веб страна или телевизија за да го прочитаат поголем број луѓе. Исто има снимка и од настанот во Берлин, кој траеше 3 часа, но беше извонредно интересен со музички точки, ако ми дозволите. Како да јас би ги ставила линкови, само дајте ми каде да ги... Ќе ве побараме и ќе го средиме и тоа технички, баш ќе биде интересно и значено да и нашата публика, која сепак не е толку специализирана за овој вид на сфери во кои што вие работите, да дознае нешто повеќе. Елизабета Шелева, благодарам за ова утринско брифирање.